Добро утро во овој прв работен ден од оваа недела и од мене. Јас сум Владко Чадовски, а во продолжение следуваат неколку прашања поврзани со спортот. Во наредните 10 минути ќе зборуваме со државниот селектор при Тениската федерација, господинот Горан Шевченко, за неколку прашања што се поврзани со како тенисот обстојува во време на корона, односно што е она што се прави во моментов. Добро утро, господине Шевченко. Добро утро и до вас. Благодарам за поканата. Поздрав до сите слушатели и гледачи на вашата емисија и на нашата во овој момент. Така да, ви благодарам. Да почнеме од она што носи календарот. Веќе се воспоставени протоколи за барем почетокот на 2021 година, начинот на кој што ќе се тренира, на кој што ќе се вежба, ќе се игра, меѓутоа што се случува овој изминатиот период, бидејќи годинава се чини долга, некаде од март до декември, се чини како да поминале неколку години, а не само ни помалку од една, нели? Што се случуваше во тенисот во овие денови? Добро, ние во тенисот успеавме тој период да го скратиме, да се обидеме да го скратиме на некој начин, пошто сепак се работи за индивидуален спорт, безконтактен спорт, каде што играчите се наоѓаат на две различни половини, блискиот контакт е многу подалечен, да кажеме, од оние групни спортови каде што има фул контакт во најголемиот дел од сите дуели кои што ги имаат. Ние како федерација и како тенис генерално во нашата држава успеавме со пишување на одредени протоколи и визуелно представување на тренажниот процес уште во 13, тоа беше околу 13 или средина на мај негде, да добиеме зелено светло од владата и да започнеме со тренажниот процес согласно тие протоколи кои што ги предвиде за индивидуални спортови владата, а и нашите посебни критериуми кои што ги креиравме, каде што играчите во следните неколку месеци можеа да се подготват, да се спремат и повторно да бидат со тенисот. А потоа во средината на јули успеавме од владата да добиеме зелено светло, не само тенисот и повеќе спортови, каде што можевме да организираме веќе и турнири. Така што оваа година тенисот може да се пофали дека од вкупно планирани, да кажеме 70 на турнири од почетокот на 2020 година до крајот на 2020 година организиравме негде околу 55-58 турнири, што е одлична бројка за тоа што го планиравме во минатата година. Со цел да се организираат сите овие турнири, се почитуваат протоколите за надпревари за тренажен процес, како што наведов пред тоа од владата на Република Северна Македонија, како и посебните протоколи кои што ние ги креиравме и визуелно ги представивме кон клубовите, и сите тие заедно со сите тие протоколи успеваме веќе да ги организираме турнирите на ниво на државата. Така, која беше улогата на клубовите? Имаа ли посебни задолженија, имаат ли посебни задолженија и во периодов? Се разбира, во секој клуб, на влезот во секој клуб се, без разлика дали се работи за регуларен тренажен процес или се работи за турнир, прва работа која што ја прават при самиот влез е термален скрининг, да се види дали луѓето кои што доаѓаат, тенисерите, тренерите, имаат повисока температура од дозволената, нели? Прва работа е тоа. Доколку се случи да таа температура биде согласно правилата, нели, на здравствените организации, односно повеќе од 37, нели, луѓето односно учесниците на тој тренажен процес и на турнир се враќаат. Значи не им се дозволува учество на тој тренинг или на надпревар, додека доколку е све во ред, нели, они влегуваат, си го остваруваат своето право на тренинг или на турнир и насекаде кроз клубовите има поставено средства за дезинфекција, гардероби кои што имаат можност за хигиена. Она што е карактеристично за целата организација на тој тренажен процес и на турнирите е дека играчите после завршување на својата активност многу кратко се задржуваат во клубот. Значи, завршуваат со тренингот, можеби ако е тоа некој парк или се наоѓа клубот во некој си поотворен простор,
имаат истегнување, односно се опуштаат после и веднаш потоа се заменуваат дома без користење на гардеробите, се со цел да се избегне тој контакт или тој проблем со хигиената кој што може да резултира нели со ковид. Да, ве прашувам за ова бидејќи на почетокот на пандемијата, некаде ако се сеќавам добро, март, април се откажа големи турнири низ светот, меѓутоа беше нешто ново, па се имаше некакви обиди Мадрид да се игра, Мадрид Мастерс да се игра на некаков видео начин преку онлайн платформа, нешто што е претпоставувам невозможно за тенисот. Тенисот не би бил тоа што е ако се игра нели пред екран. Во таа насока да ве прашам колку пандемијата го има изменето профилот на тенисерот? Па се разбира, не би рекол само тенисерот, би рекол на сите луѓе не го. Да, знам, во моментот зборуваме за тенисот, затоа. Така да во секој случај гледаме Федерер, иако е чисто како пример го земам, иако имаше одредена повреда, ја мислам дека најголемата негова одлука која што направи за тенисот е баш пандемијата. Он не ги играше турнирите во најголемиот дел ради пандемијата, што значи луѓето се плашат, луѓето не ќе да бидат дел од тие активности кои што се организираат и веројатно најголемиот дел од нив се обидуваат да го пролонгираат тој период на враќање на тениските терени. Знаеме, пандемијата не смени сите и не верувам дека лично тоа е моје мислење во следните година-две, дека начинот на живот кој што ние го сменивме, дека ќе се врати како што бил порано. Мислам дека ќе живееме со ова, мислам дека ќе ги користиме тие маски кои што ни се препорачуваат и кои што не штитат нели од коронавирусот, и мислам дека целиот тој склоп на луѓето ќе се смени. Како што се менува, гледаме и кај тенисерите. Влегуваат со маска, тренерите горе во публиката, иако знаеме нема публика на најголемиот дел од турнирите, нема публика, освен мислам на French Open дека имаше нешто дозволено. Меѓутоа генерално нема публика, луѓето ги користат, дури седат еден до друг тренер и ред да кажеме кондиционен тренинг, сепак ја носат таа маска. Користат средства за дезинфекција, се обидуваат да држат таа дистанца, се поздравуваат со рекетите, значи немаат толку блиски контакт. Трофеите се даваат, како што рековме, сами ги земаат играчите, кај нас беше исто случка, значи трофеите стојат на одредена маса, играчите самите доаѓаат и ги земаат трофеите. Се губи драшта малку на работи се смени. Да, меѓутоа ќе се вратат и во она наша позната нормала, во тоа сме барем еве мене ако ме прашате, јас сум убеден во тоа дека уште малку ни фали нели до она враќање во нормалата, условно кажано. Господине Шевченко, сакам да ве прашам од еден друг аспект. Секоја чест и со должна почит до нашите врвни тенисерски имиња кои што направиле некакви меѓународни успеси. Меѓутоа кога ќе се направи една паралела со она што го има произведено Србија, со она што го има произведено Хрватска, кога па и Бугарија и Кипар, нели, тука блиско околу Македонија. Зошто не можеме да произведеме една звезда која што ќе игра постојано на завршните турнири во четвртфиналиња, во полуфиналиња, на АТП листата, на ВТА листата ќе биде меѓу првите 15-тина, 20-тина, бидејќи Македонија изобилува со луѓе кои што сакаат да го играат тенисот рекреативно, имаме релативно доста тениски игралишта, меѓутоа нешто не кочи. Еве, ако може произволно така да се изнесам, зошто не можеме да го донесеме до тој стадиум тенисот? Ние секоја година може да се пофалиме дека може да се каже уназад 20 години или 25 години, да кажеме од почетокот на осамостојување на Македонија, имаме јуниори кои што гласат и практично покажуваат дека се врвни јуниори во Европа и во светот. Значи имаме играчи кои што се топ 50 на тенис, на европска, односно на светската ранглиста за јуниори до 18 години.
играчи кои што се топ 5, топ 10 на јуниорските ранглисти до 14 и до 16 години на Европската тениска федерација. Значи можеме да се пофалиме дека тој почетен дел го имаме. Она што веројатно фали, и мислам дека е тоа точно, е тој индивидуален пристап према тенисерите, што многу малце тенисери го имаат. Тоа е секако врзан со финансиите. Доколку се направи една убава програма, каде што ќе знаеме дека за развој на одреден јуниор кој што доаѓа, е потребно да се обезбедат средства со цел покривање, а не се мали тие средства, со цел покривање на тренерот. Сепак тој тренер треба да патува со играчот 20 недели во текот на годината минимум, ако не и 25. Треба да се одржуваат квалитетни тренинзи, квалитетен тренажен процес со физичка припрема, психолошки тренинг, тениски тренинг нормално, тоа е нешто кое што се подразбира. Сето тоа кој ќе се уклопи, кој ќе се направи еден тим кој што ќе работи со тој еден играч, викаме индивидуален спорт. Ние сакаме индивидуалниот спорт во нашата држава, односно тоа што се случува ради, пак ќе кажам, ради финансиите, да го сврстиме во групен тренинг. Не може тоа така да биде. Ако индивидуален спорт, тоа значи дека имаме еден играч, продукт кој што го викаат на запад, и кој што треба максимално да го третираме него, со цел да дојде до тоа ниво, ја не би рекол еве Grand Slam четвртфинале за почеток, али дај Боже да стигне и до тоа. Меѓутоа на тие ATP WTA турнири кои што се да кажеме со награден фонд од $250,000, да кажеме, да стигне до некој четвртфинале, полуфинале, па и да го освои. Имаме, како што реков, деца кои што доаѓаат. Тука би ги напоменал играчите, ако не е проблем да спомнам имиња, како што е Калин Ивановски, Берк Бугарич, Александра Симева и уште неколку деца кои што доаѓаат. Меѓутоа, повторно ќе кажам, доколку не се создаде индивидуален пристап код нив, со креирање на тим кој што е околу нив, многу е тешко да се успее на тоа ниво. Кога ќе ги земете уназад играчите, како што еве да кажеме Троицки, Димитров, па и Џоковиќ. Џоковиќ на 12 години е отиден надвор, каде што има индивидуален пристап од својот тренер. Родителите продале све за да го финансираат тоа. Ја не викам дека родителите треба да го платат фул тој износ кој што следи во текот на една година или во текот на развојот на 10 години развој за еден играч. Меѓутоа треба да бидат голем дел во целата таа. Така, во една развојна програма лесно се знае според статистиката и бодувањето кој е печен да биде врвен тенисер, уште му фали нели малку работа. Претпоставувам дека така треба да се одвиваат работите и јас. Господине Шевченко, имаме толку ни беше времето, меѓутоа имаме уште доста прашања. Веројатно ќе се слушнеме повторно во утрински брифинг. Јас ви благодарам на одвоеното време. Фала ви многу што ме поканивте и нормално се слушаме. Поздрав до сите. Благодарам.